Мене тоа не би ми изненадило, имајќи во обзир дека долг период тие соработуваат заедно, односно партиите на Љупшо Георгиевски, на Љубе Бошковски, на Стојан Чангелов, на Јове Кекеновски, Павле Трајанов и така натаму се во служба на Социјалдемократскиот сојуз. Играат различни улоги. Во некои периоди улогата беше да им бидат коалициони партнери, на последните избори пак улогата им беше да бидат посебни субјекти кои што ќе излезат на политичката изборна сцена. И нивната улога на последните избори беше колку што е да се прикажат како независни, да се прикажат како десница, да се прикажат како партии кои што не се поврзани со СДСМ, за да земат што повеќе гласови од ВМРО-ДПМН, односно да му помогнат на СДСМ да има повеќе пратеници. Беше јасно дека тие нема да освојат ниту еден пратеник, но беше јасно исто така дека нивната улога да одат засебно, а не во коалиција со СДСМ, и покрај тоа што имаат одлична соработка со СДСМ, беше да се прикаже пред гласачите, пред граѓаните, дека ете тие се независни, не се заедно со СДСМ и слично, и да убедат дел од десничарското гласачко тело да на некој начин им ги даде гласовите на нив, верувајќи дека тие се десна опција, дека не се поврзани со СДСМ и дека ќе делуваат самостојно. Така што јас тоа кажував и во кампањата и воопшто нема да бидам изненаден доколку сега станат дел од владеачката гарнитура, добијат некои места, не знам, директорски или било какви, една нормална последица на целото нивно работење и соработка со СДСМ во изминатите можеби 4, 5, 6 години и повеќе, некој од нив и повеќе, зависи кој како. Знаеме дека еден период беа коалициони партнери на СДСМ, настапуваа заедно на митинзите, па потоа нивните стратези оценија дека е подобро да настапат одделно за да одземат дел од гласачкото тело на ВМРО-ДПМН. Практично ова се сателит партии кои што служат во избори за одземање на гласови на ВМРО-ДПМН, но мислам дека со тек на време граѓаните и гласачкото тело на ВМРО-ДПМН и, да речеме, условно кажано, десно ориентираното гласачко тело веќе го разбра тоа, дека овие партии на овие субјекти што ги кажав и овие личности практично се привезок на СДСМ. Нема воопшто да бидам изненаден да добијат директорски места или други привилегии, можности и така натаму кои што ги нуди мнозинството во парламентот.